Почитувани граѓани, како дел од посетата во Турција, секако се бизнис состаноците кои што ги имавме веќе со најголемата асоциација овде во Анкара со повеќе од 1,5 милион членки компании кои што учествуваат во самата асоциација, но секако денеска ја одржавме состанок со генералниот директор на компанијата ТАФ, кој што е концесионерот на аеродромот во Скопје и во Охрид. Причината за која што разговаравме секако идните инвестиции на ТАФ во Македонија. Согласно договорот за концесија и постои обврска од 45 милиони евра инвестиции во Македонија, која што на општо задоволство на владата и на менеджментот на ТАФ денеска ги прецизиравме условите на инвестирање. Сакам да им соопштам на граѓаните дека навистина ќе се развиваат многу важни општествени проекти, важни за сите граѓани, подеднакво на територијата во Република Македонија. Овие 45 милиони евра ќе бидат инвестирани во периодот од наредните неколку години, почнувајќи од веднаш во нови градинки, во нови училишта, во нови локални патишта и нови канализации и системи за одводнување. И знаејќи дека ова представува сериозна потреба на граѓаните во Република Македонија, јас сум убеден дека навистина преку ваквите проекти ќе имаме општо задоволство и бенефит и двете страни. И граѓаните на Република Македонија и ТАФ како концесионер во Македонија. Навистина ваквите проекти и инвестиции во вкупна вредност од 45 милиони евра ќе бидат убав комплементарен дел на сите други проекти кои што владата ги развива во делот на комуналната инфраструктура и во делот на она што значи општествена потреба и инфраструктура на граѓаните. Јас сум убеден дека ваквиот проект представува само уште една потврда за големото пријателство помеѓу Република Македонија и Република Турција и народите на двете земји. Се надевам дека благодетот ќе го ползуваат многу генерации од ваквите проекти, заради тоа што сето тоа што го правиме е поврзано со идните генерации, со нашите деца. Од тоа име, денеска сум задоволен од овој состанок, што на многу едноставен, пријателски начин, заедно со главниот менеджер на ТАФ, го дефиниравме и се надевам дека имплементацијата ќе почне уште оваа пролет.